I hrana i lek. Ova je najčesto upotrebovanata rečenica koga voprašanje je medot. No od svega osven hrana i lek to je i luksus, zašto tegla med veke čini 400 denari. Prvo nije nemame standard nikako. Сега 450 dinara izgleda дека je mnogo. За мене е много, оти немам нигде ништо. Зошто медот стана речиси недостижен за просечниот жител на истокот? Оваа година е, како што знаете сите, беше зимото ладно, пролета, нешто што беше се расцветало, измрзна и багрем и сите растенија што цветат, нели? Така да немаше од што да соберат и ден денеска еве суша е, цело лето не е заврнало, приноси нема буквално ништо. Годинава речиси 90% од пчеларите во регионот останаа со празни тегли, па по нова цена тие нам всушност ни продаваат стар мед. Лански мед од 2016. Иначе од 2017 јас не верувам дека некој, не сум слушнал дека е вртел мед. Колку ова објаснување и да е правилно, сепак известно е дека медот во домовите ќе го има се помалку. Ова мора ќе купиш, а да си го дозволиш овака не. Мораме само, секојаш не. Кога мораме да купиме, тога и мора да купиме. Или да сме болни, нешто проладени, оне ден тога. Ова секако е лошо, но уште полошо е што ова не е последната цена на медот за оваа сезона. Очекувањата се дека до крајот на зимата медот ќе се покачи најмалку за уште 50 денари по тегла. Тоа значи дека тегла мед ќе се продава по цена од 450 денари. Ако сега е скапо, тогаш ќе биде изгор.